Promovirani novi merki za вработување годинава освен работодавачи и потенцијални работници, истите ќе може да ги користат и социјални предпријатија и граѓански организации. По оперативните мерки за вработување определивме 17 милиони евра, кои што оваа година треба да се имплементираат преку Агенцијата за вработување и преку UNDP. Треба да се опфатат повеќе од 16.269 невработени лица, од кои што 9.509 директно треба да бидат вклучени во мерките за вработување. Со истите овие програми содржани се поддршка за самовработување, поддршка за креирање на нови работни места, обуки, програми за работно ангажирање, како и различни други услуги кои што им се потребни на младите и невработени. Новиот оперативен план за вработување е поддржан од UNDP. Оваа година UNDP ќе го поддржи спроведувањето на 3 мерки од оперативниот план на активни мерки за вработување, кои ќе имаат за цел да го помогнат предприемништвото, воспоставувањето на локални партнерства и новиот модел на обуки за занимања и вештини кои ја зголемуваат вработливоста и создавањето на квалитетни работни места. Целта на плановите за вработување е креирање работни места во приватниот сектор преку промоција на предприемништвото и развој на вештини според потребите на пазарот на трудот, но и задржување на младите дома. Стапката на невработаност помеѓу младите луѓе, која што изнесува скоро 50%, води кон нивно постојано заминување, одливање на талентите и енергијата која што имаме во земјата, како и напуштање на овие млади луѓе на сите градови и села во државата и за жал доаѓа до нивно губење на надежда за понатамошната иднина на самите млади луѓе. By promoting entrepreneurship and developing skills that the market truly needs. До сега активните мерки за вработување дадоа добри резултати и за нив има голем интерес. Можеби најголем интерес има за субвенционираното вработување, каде што владата обезбеди субвенционирање на плати од 18.000 денари за лицето плюс 1.000 денари за работодавачот, значи во износ од 19.000 денари по лице, со тоа што новина и многу голем интерес и задоволство предизвика кај работодавачите, бидејќи финансиските средства ќе бидат исплатени однапред. Инаку, според Државниот завод за статистика, лани во државата имало 945.212 активно население. Од нив 740.648 се вработени, а 213.564 се невработени.